Пеколните температури го вжештија телефонот на брзата помош. Од изутрината добиле над десетици повици од луѓе кои имале колапс или вртоглавица на јавни места. Температурите во центарот на градот на некои места стигнаа и над 40 степени, а енормното жешко време ќе потрае до крајот на месецот. Затоа докторите советуваат хронично болните да не излегуваат во најтоплиот дел од денот, да ја примаат терапијата, а бремените и малите деца да се заштитат од пеколниот бран. Оние кои мора да излезат да конзумираат повеќе течности, да носат лесна и светла облека, да ја заштитат главата и да консумираат полесна храна. Од Сабајлево имаме 8 до 10 веќе интервенции на јавни места, колапси, вртоглавици, несвестици, дали се тоа маркети, во автобуси или во приватни фирми. Ако чувствуваат некакви симптоми вртоглавици, треба да земат течности, да седнат на страна веќе ако почнат да губат свест, нека легнат, да се раскопчаат и да побараат помош. И додека државата е под силен топлотен бран, секој се разгладува како знае и умее. Граѓаните велат дека ги слушаат апелите на лекарите, но дневните обврски мора да се завршат. Па еве како што забележавте, под сенка, секоја сенка да ја искористиме и дома под клима тоа е. Па пиеме повеќе течности, гледаме да се заштитиме со шешири, марами. Бараме по сенка се. Темни наочари, капа и лесна облека. Течности што повеќе. После 11 сат да не се излегува. Барам сенки цело време по сенки. Има и такви кои во најжешкиот дел од денот треба да работат на отворено, за да заработат. Докторите со апели до газдите да обезбедат соодветни услови за градежните работници. Од ДУХМР информираат дека под влијание на многу топла воздушна маса од југ продолжува периодот на сончево и многу топло време. Освен во недела, кога во попладневните часови ќе има услови за изолирана нестабилност со пороен дожд и грмежи. Дневната температура на секаде ќе биде над 30 степени Целзиусеви, а наместа ќе надминува 40 степени. Особено топло ќе биде од четврток до средината на следната седмица, кога на повеќе места ќе биде активирано портокалово ниво за опасност од високи температури.